Почитувани, добар ден, еве сме во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Добре дојдовте за сите кои сега се вклучувате. Можеме и да продолжиме да дискутираме за она што беа темите денеска во емисијата во тек, но и независно тоа има многу теми, слободна тема да ја привршиме оваа недела. Особено можеме и да најдеме позитивни работи, има доста за среќа, додека како што може да видиме, проектили ги погодуваат сите земји во регионот на Иран, па дури и Кипар, Азербејџан и слично, тој НАТО, ЕУ, Чадор во соработка со Министерството за одбрана очигледно одлично функционира. Еве, немаме ништо од тој аспект. Дури нема потреба ни да се пресретнуваат дронови. Во исто време пакете уверувања дека од надлежните министерства, уверувања дека имаме и најголеми количини на нафта во регионот, па не треба ни за тоа да се грижиме. Па се до тоа како успешно ги извлекуваме, односно како во тоа не уверуваат, државата мисли на своите граѓани и ги извлекува од ризичните, критичните подрачја, Дубај, Катар, Саудиска Арабија и така натаму. Со владиниот авион кој одлично функционира, се гледа. Така да, како сме способни, особено во критични и во кризни времења, по тој пример, како МНР успешно го реализира, велам, извлекувањето, може и да се фокусираат малку и на внатрешните работи, па да речеме и освен што им обезбедуваат извлекување на тие наши државјани заглавени таму, да ни олеснат и нам кои сме тука, барем до работа да стигнеме полесно. Некој автобус повеќе, не мора авион. На крајот на криштата и ќе платиме ние, не мора на товар на државата. И се да биде на вистина во ред, имаме чадор над нас, значи изолирани сме, заштитени, имаме доволно гориво, економски сјајни, одлични. Така да, позитивни теми, позитивни идеи за разговори, да не биде се само дека се црно, но токму зборувајќи за позитивните, да допреме и до оние кои се помалку позитивни, па да дадеме идеја, да се направат и тие позитивни. Затоа и го спомнав, да речеме, превозот барем на овие кои секојдневно одат на работа, не се во Дубај, да речеме, постојано, па сега треба да се извлечат, туку секој ден во два правци и се оди и се враќа, па барем автобус повеќе да се пушти, да можеме да таа продуктивност за која имаат забелешки работодавачите да ја поправиме и повторно да имаме уште подобри вести. Како и да е за овие или за сите други теми кои мислите дека се интересни, но ајде со едни позитивни, добри размислувања и разговори, или барем да се обидеме да го најдеме позитивното токму во тоа што велам, успешно се реализираат некои работи, да ги истакнеме нив, да ги покажеме како пример, а тие, верувам, ќе влијаат, ќе повлечат и другиите такви идеи или примери кои ќе ни шират добри вести на секаде. 60-91-924-925 се телефонските броеви. Можеме и официјално да ја отвориме емисијата. Кој ни е прв? Повелете. Исо, добар ден. Добар ден, се слушаме, повелете. Први сме. Одлично, браво, па добро, браво за вас ете. Работиме ние, нема шала, нема играње. Мора да се работи. Види, ние сме држава во светот за пример. За мир, за снабденост, живот, сите елементи позитивни се кај нас. Да немаме кај. Така. Сега, уште бугарчиња да ги ставиме во уставот, овај вајцот не спијат и за 100 милиони му се обечани. И уште еднаш го повикувам Мицкоски да распиши референдум, народов да се изјасни, да си го вратиме името, со бугарите да раскрстиме, да им кажеме
раскрсницата каде сакате, тоа што го сакате треба и да го дадете, да направиме еднаш да си очистиме со комшите. Тие нека си варат граб во нивното грне, ние ќе си вариме во нашето грне. Ако сака да видиме комши, тука сме. Не сакаме ние ни војни, ни капки, ни расправи, ништо не сакаме. Сакаме соживот и ништо повеќе. А тие тоа што го мислат, да го прават со нас, то јас го знам, не знам дали власта го знае, валда го знае. Ако не знае, може некој ќе ми шепни. А јас го знам 100% што мислат и бугарите, и грците, и Европа, и Вајцот. Тие се наполнени од бугарите пари. А добро, и може би со помош на стратешкиот ни партнер САД исто така да се решат тие работи, или? Апсолутно. Да. Све може, само нашите политичари. Јас ги палам кога е запалење. Така. Јасно, ви благодарам, поздрав, до слушање, повелете кој не следен. Добар ден и убав ден. И вам добар ден, повелете. Истото размислување вие што го кажете, кој имам и јас. Значи, секоја чест, секој заслужува да биде спасен и све, мислам овако. Меѓутоа, тие се луѓе што можат да си го платат превозот, да речеме, било овако. Не се луѓе, како овдека што има, што стварно зависат и не можат, како што рековме, нема автобуси. Луѓе не можат да се превезат. Значи, државата како во момент може да најде пари. Секоја чест, така речем, заслужуват. Се работи за живот таму луѓето, војна се води, не викам. Немам ништо против. Меѓутоа, како ова што се прави, така да се направи тука, кога има потреба за луѓе. Па еве ги колку време се уште ги нема автобусите. Па ова е, да ви кажам, страшно нешто да не можете, а сакате овака здрава околина, сакаме екологија, а автобуси немаш превоз. Па нормално, не е толку итно, гледате, за среќа не ни паѓаат бомби и проектили, а таму е итно, мора да се делува. Добро. Кај нас е мирно, ете, нема, се е во ред, имаме НАТО, чадор, рутени, бешенекни, не увери во тоа. Точно, да. Грција ни го чува небото, нели Грција ни го чува небото, а сите спремаат дека праќаат на Кипар овако што треба заштита. А нас грците ни го чуваат небото, ја колку што знам, така беше речено. Меѓутоа, затоа кажем, немам ништо против и не сакам на никого ништо да му се случи, не дај Боже све. Меѓутоа, не смеете да правите ваква дискриминација на народот. Значи, секој заслужува да биде, да има овако, да може што му треба, како да кажам, ајде да иде превоз ред други работи. Па кај се тие автобуси толку време до сега, колку автобуси? 5 автобуси, 5, 10, 2, 3 да се носат. Од кога ги рекоа тие автобуси луѓето за греота по автобуски настаници? Благодарам ве, поздравувам, повелете добар ден кој ни следен. Добар ден, господин Со. Поздрав, добар ден. Фала на поздравот, благодарам. Данке ви кажат германците. Да ве поздравам јас вас, да и поздравам и вашите гледачи. Благодарам. Вака, господин Со, господинот што каза да го вратиме референдум. Зошто го пропуштивме? Референдум имаше за преспанскиот договор, нели имаше? Дали јас, господин Со, нешто чудно се осеќам? Дали јас некои работи сум ги заборавил, дека референдум јас не знам дека имаше? Еве, јас не излегов на гласање. И сега како референдум, повторно референдум за истото. Знаеш како беше името господинот да му кажам? Или за уставните измени, мислам дека... Не да има, ама за враќање името рече господинот. Јас не сакам да реплицирам. Добро, да. За враќање името рече, не за уставните измени. За уставните измени треба да се јави да појасни нешто, мислам. Да, добро. Нека се. Он рече дека името да го вратиме. Знае ли како беше името во меѓународните институции? Во Светска банка, Меѓународен монетарен фонд, во Организацијата на Обединетите нации и секаде во НАТО, бевме ние господин Исо Фиром, не бевме Република Македонија. И сега како ќе биде тоа да го вратиме? Само северна треба да извадиме. Македонија постои, господин. Во химната ќе ви кажам дека денес над Македонија се раѓа. Ново сонце на слободата, македонците се борат. Тука нема промена. Значи што сакаме ние сега? Референдум да се враќаме назад и како ќе биде после? Како ќе биде примени ние?
Така да мислам дека овие работи не држат, по моје видување, секој си има право на своето гледиште, не држат, ние ќе си бидеме Република Северна Македонија, макар да сте скратено име. Јас да ви кажам само на господинот, кога игравме фудбал со Србија, прво полувреме игра Србија, Македонија, второ полувреме игра Србија, Пиром. Така да не одиме подалеку. Поздрав, господин Исо. Благодарам, поздрави до вас, иако би рекол дека полесно е сега да се смени химната отколку името. Мислам ова што е, така да генерално веројатно и во таа и насока ќе оди. Мислам тоа што е ова, да, во право сте, така е, но не значи дека така и ќе остане. А за да се усклади едното со другото, велам, нешто треба да се смени, а како што кажав, полесно е да се смени химната. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, ве поздравувам, да, повелете. Сега вака Исо. Кажете, да. Од Кавадар се јавам. Ве поздравувам, да, и Кавадарци сите што Зборувам се. јас. Добро. Јас за земјоделието и за аграрот. Повелете, важно Овој е работа. Метковски тебе подхитно да го смене тој министр за земјоделие. Значи тој појма нема од земјоделие. А оној од ДС што се јавува и тој нема абер од земјоделието. Значи 30 милиона гројци се скапа по лозовите насади во Кавадарци и покри Роко. И пак се спомнам, значи тие агрокомбинатот владее онај олигарсот, не сакам ни името да му го спомнам, го уништило заштото, значи со поценувачки однос гројството не го примаше на војништо. Значи се изиграваше со возарите. Тоа е најголем проблем. Значи, ние даваме милиарда и пол за храна и када оне у Ѓевѓили што се јавува. 5 дена на сделката му земат на војништо. Они не го откупуваат. Жито не е увезувано од Србија. Србија ране Македонија, ако Србија не откаже. Ние со Србија имаме најдобри односи. И тие Вучич е најјак политичар на Балканот. Па такви луѓе нас се требат политичари. А не сега они го уништија земјоделието, аграрот. И мајте одат во Тоскано и берат домати и гројзе берат таму. Кој ќе работи на аграрот? Трње има по нивито што кажува Борчо од Дивјаци. Па трњеви ќе продаваме ни, ја не знам, гра увезуваат од Египет, шеќер од Алжир и се увезуваме. Ова е порака. Епа, ова влада треба да се занимава повеќе со аграр. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Повелете, дали имаме некого? Исо, Да, повелете. ако се слушаме, Да, се слушаме одлично, повелете. бидејќи е слободна тема. Така, секако. Вака сега. Не дека имам против некого. Третиот гледач вели вака. Бевме Пиром, така, Добро? че беше тоа подобро или Северна Македонија или да го вратиме името. Еве вие како новинар, нормално, ве ценам, и него го прашувам. Државна изборна комисија, пазете, ДИК го прогласи референдумот неуспешен во Македонија, да се подсетиме. СДС купи 8 пратеници да не одат затвор и го смена името в парламент. Дали сум точен, кажем? Да, добро, фактографски кажувате, да. Значи, нема бегање од тоа. Така? Сега, Крушеевцов, кој треба да му дајте пенсија, тој е друга работа. Од сите телевизиски куќи, са ќе го слушат на другата. А тој вели референдум. Зошто? Зошто не се осуди тој што рече дека што го дојсет парламент тоа прашање и го смена. Значи народот не се прашуваше, така? Државна изборна комисија прогласи неуспешен референдум, напоменувам. Кој е Фиром, кој е ова, кој е она? Што значи тоа? Самоволие. Самоволие за мене. Во однос за кризата ќе осетиме сите. Гледаме во светот што се случува. Само не дај Боже да цела Европа плавни или цел светот, едно дух не треба. Тука да мислиме. Иначе,
А од друга страна, дајде, ќе намалиме, ќе заштедиме, нема нафта, нема дојме тројца дома, 3 коли да имаме, па со една ќе се превезуваме, не знам како да речам, може да грешам. Ве поздравувам. Ви благодарам, ве поздравувам и јас. Добро, од она поднос нова фирм што се спомна, секако со резерва ме прашавте за моje мислење, не значи дека е така, разменуваме и ако некој смета секако во таа смисла нека каже и тој што мисли. Но од она што велам, а повторно во насока фактографски дури не би одел во лични размислувања, туку кои се фактите токму за да иницираме те размислувања. Факт е дека името на државата, односно никаква интервенција немаше на името на државата во уставот и така натаму, туку ние ја добивме таа етикета како привремена одредница, како привремена референца за функционирање, комуницирање, додека не се среди спорот, која гласеше поранешна Југословенска република Македонија, што на крајот на криштата и беше точно. Ние, како и сите други републики од регионот, сме поранешни. И поранешна Југословенска република Србија, и Хрватска, и така натаму, Црна Гора. Сите се поранешни југословенски републики. Но, имајќи го проблемот со нас, како, ете, имате проблем со некого, зашто има сини очи, и не може да му ги смените, велите, не ве пуштам така, еве очила, да не ти ги гледам очите. Но ти не ги менуваш, така да ние си бевме Република Македонија со самостојувањето и уставот. Но налепницата ни ја ставија тие, во вистинска смисла, и на колите и така натаму, пред се таа беше двојазична на грчки и на англиски. Затоа и она фирм што го кажуваме од Former Yugoslav Republic of Macedonia и на грчки. И тоа се однесуваше само за јужниот сосед. Значи тоа беше едноставно стави си очила за да дојдеш кај мене. А ти си тој, извади си ги и биди си тој. А ова е веќе интервенција во уставот, значи ова е веќе да, немаме очила, но ја сменивме бојата на очите. Ставивме леки други или се едно на косата. И тоа е веќе нешто сосема друго. И тука е сега прашањето јасно, дали да останевме ние не менуваме, ти барај очила да носам јас, тоа е твоја работа, или како и да е, мене во уставот ми стои вака. Дали понатаму ќе се одеше на сите барања, заклучно сега со уставните измени. Во смисла во која тоа беше, значи, ама јас не те признавам така, ти не признавај ме така, јас сум си тој. Еве ти етикета, ете, стави ми етикета очила, ако не сакаш да ми ги гледаш очите, но јас не правам интервенции никакви. Ама ти не си таков, не се викаш така, не прифаќам да разговарам за тоа. Токму како ова Вајц. Не преговорливо било, не се преговарало за уставните измени. Не се преговара ни за ова, како се викам јас. Не се преговара. Па еве ти етикета, а ако тебе јас многу ти светам, стави си ти очила за сонце. Па да не ти блеска многу. А јас да менувам нешто, јас не ставам. Тоа е веќе друго прашање. А ова беше, па да, многу блескате, ајде сега и ние направивме интервенцијата. Добро, правите интервенција, да, како пластична хирургија. Ајде сега малку усните надувај ги, одземи таму малку брчките, ова извади од мастали по сукција и така натаму. Уште не сте добри сега, уште вакви измени да направите. Ама ние не сакаме, не се преговара за тоа. Толку работи направивте до сега, и уште ова сега направете го. И сега тоа е она визави темата денеска. Па назад па нема назад сега. Сега 10 пластични интервенции сме направиле, сега назад. Па што сакаме сега? Да бидеме автентичен. Види го, овој нема интервенција. Ако нема интервенција, тогаш е автентичен. А сега овој 10 интервенции направил, па да не прави уште една повеќе. Се знае што е, значи, и градите смени ги и се смени. Тоа е сликовито, да кажам, можеби како ситуација во која ете се најдовме, не по наша вина секако, но како се реагирало и што таа понатаму определува сега. Заклучно велам со токму актуелното прецизирање од страна всушност на ЕУ, не е Вајц е преговарач, извештувач за Македонија, но не е тоа негова одлука, тоа е на ниво на ЕУ и самиот француски предлог и така на тоа, односно договор сега.
Велам, значи, чисто онака фактографски изнесување на работите. А што, како е, оставам на вас. Јас не тврдам ништо, ниту изнесувам свој став. Само ете, правам таа разлика. Тоа беше етикета, фиром, а ние немавме никаква интервенција тогаш, а ова потоа е интервенција. И сега не е веќе етикета, туку нашиот идентитет. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, повелете. Да ве поздравим. Благодарам, ете, по долго време не сме се Ако слушали. нема гајле, повелете. убаво ни се објасните, секоја чест да ви кажем, фино, прекрасно. Вака да ви кажем, господине, сите да си дочекате пензија, нели 8 март идете, на сите жени во 24 да честитам празникот, да не биде на сите убаво. Благодарам. Вака ќе кажем, ги слушам за пензиите, те нели тие со големите пензии се плачат, овие со малите пензии ни е криво, а нека ни берат греот стечајците, што не сите оставија на улица, што ни затворија фабриките, што не ни платија доприноси, што не ни платите деја, што се судимо, пари немашемо, па идешемо и по суд да добиемо нешто, значи нека ни бере греот тие што ги затворија фабриките и да не се овие многу ударат у груди со големите пензии, зашто било лилеарно, зашто било требало овој, значи сит гладан не веруе. Па да се засрамат, бе, како може некој да зима 50.000, да се делу живал, возилство, службена кола, све живо, мислим, сите бенефиции ги, како да кажем, и сега он пада ужива. Знаеш ли колку е тешко ја като стана без работа, на колку места сам работила и кога ги гледам овие газдите што се нелиците што имат плата, купуват, улегнемо на продавница, купуват, абе пуна тој торбите, поморанџи, банани, свашта. А ја викам, леле, што да купим, нели, стечаец, немаш пари, гледаш од место на место. Значи да не се многу ударат у груди овие с големите пензии, да направат тамо, нели, некој ред, да зимат сите, нели, и тие што има некој умерени што не можеа да дочекат пензија, дека се тие пари, дека идат. Тој треба малце да средите сите вие, мислим, вие новинарите и на сите да се некако подеднакво и овај народ да не пати више, има некој што динар нема бе, овој на што личи стварно, овој сте на Македонија, више сиромашна Македонија, не северна. Бидеме жив и здрав и се на убав викенд и се слушамо, стално ве гледам, ама не може да добиеме многу тешко, ама слушам ги сите слушатели, нек се живи и здрави, поздрав до сите, кој може да добие, нема тука, нели. Благодарам. Поздрав до вас, нека ви е среќен празникот пред нас и секако за сите од понежниот пол. Како предуслов и, како ви кажал, иницијатор на тоа да таа рамноправност се шири во сите сфери. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете. Другарче, јасно? Да, вие, одлично, се слушаме. Види, вака, ја немам тебе сигнал тука пред ајден операторот. Аха. Па, па му скажувам. Темата е слободна или? Слободна, слободна. Слободна, преслободна? Така, да. Па ние сме секогаш, да. Со слободен дух, слободарски. Разбира се. Ете, па да. Па вака ја ви кажам нешто у вези ова со Иран. Гледам, овој нема јунашко у себе американецов, кој што му се сумнува таму нешто, дека ќе направи светски поредок. Па сега тие курдите ги терат, таму им ветува дека ќе добијат држава ќе добијат тие. Тие нема ништо да добијат. Само бели очите и престанат и ги изгинат по пазарите таму. Ги има околу 20 до 30 милиони по Аха. без територија. Некој пример на Балкана Совета има држава па ја изгубила. А тие па желни се задржа и се лажат, се подлажуваат американски. Нешто се изгуби врската, се слушаме ли? Се слушаме ли или нешто имаме проблеми со врската? Ало, се слушаме? Ало? Добар ден, вие сте, да, нешто се прекина, ако може гледачот нека се обиде. Повторно повелете, да, вие сте. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Поздрав. Добар ден. Поздрави до вас. Ќе коментирам на база на пресудата на Уставен суд Да, повелете. пензиите. Така, да, за линеарно. Некако комично ми изгледува судија
да одредува вакви работи и да го прекршува на 2 пати законот за усогласување на пензиите. Во усогласување самиот збор кажува дека треба да се усогласи според некој правила, норми и така натака. И кај нас усогласувањето е законски кажано да се усогласува во однос на растот на платите и растот на животните трошкови. Кога ќе се најде коефициентот колку би требало да биде, според просечната плата, пензија, пардон, треба да се изврши усогласување, односно распределба на колку ќе изнесува зголемувањето. Така. Значи, дали ќе биде линеарно или процентуално, тек тогај се одредува. Првин коефициентот да се најде кој е и за колку. А не популистички, рековме, 5.000, 2 пати по 2.500, па после виде дека се прецени премиерот, па ајде, нема така, по 1.000 ќе даеме, па еднаш не важи, ќе се вратиме на старото, и така да си играат мајтап со пензионерите. Нема еден да каже што е, како е и колку треба да биде. Не може вакво линеарно. Најдија процентот колку е, па тога и подели линеарно. И второ, овие протести во цементара. Абе, тие луѓе тамо се населиле после цементара кога е изградена. Тога не им сметаше загадување, кога градеа куки субстандардни, по неколку сантима талок цемент има на крововите. Веќе истече времето, да. Ви благодарам, ете интересна и актуелна тема, исто така загатнавте, која и ќе биде пред нас со оглед на тоа што, ете, ова е и тоа како актуелно и активно. Повелете кој ни е следен. Добар ден. Јас мораше се јавам, овај малце ме прекрсти мене. Добро, да. Ако нема што да кажи, што се чепка со мене, јас нити го навредив, нити му реков нешто, а да му посочам дека ФИРОМ постои Република Македонија. Македонци во ФИРОМ. Да, што кажав, само прецизира која е, тоа е од поранешна Југославија, не е... Така. А сега сме северни граѓани. Нема Македонија. Човекот не разбира и да му каже некој дека он не е више македонец. Северен граѓанин е. Кај пишува дека има македонци. Таквите во Втора светска војна издајниците од истото наше место, кај што ја живеем во Крушево, тамо, во тој дел, издајник, предавник, што предавал на бугарите, го фаќаат во шума, партизаните, го натерале да ископа гроб, човекот е уште жив, тој што го утепа. И кога го ископал гробот, и со дрво во вратот, и во дупката, уште рипал, и земја го натрпале, и земјава уште рипа, жив. Тие издајници, предавници, што е ништо од Македонија, тоа го заслужуваат. Тие не мислат за пчелата, не мислат за децата, не мислат за државата. Имаат некое подплатување, некое подкусурување, кодошење. Како бе против својата фамилија да правиш ти штета, да си нищиш државата? Кога знаеш бугарите што правиле и што мислат и што не мислат. Срамота е ова. Тие нема, тамо бугари има татари и македонци има. И сега владеат тие на некој начин, тие такви се. Кој ќе дојде? Така, благодарам, но ете, немојте да правите аналогии со некакви методи или примери други или илустрации за нешто што мислите дека не е во ред, па што би требало да се спроведува. Повелете, добар ден. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Поздрав, Вишо. Благодарам, кажете. Како сте, добри? Одлично, добро, петочно. Оди држава напред, да ви ни јавал на сите. Нека е, да. Така, со среќа, нека ни е вака, движењево на светов и на нас плюс, да. И со да те прашам нешто. Повелете. Ево, пример, сиве овие години имат избори. Кажи ми, колку максимум
имало на изборите гласачи или како да ги наречам. Максимум сиве овие години. Да, па добро, мал е бројот и во опаѓање секако. Да. Милиони 100 никогаш. Па да, може да се каже. Милиони 100. Се вака. Ова што зборуваат овие за неуспешниот референдум. Еве, пример. Имаше околу 700.000 што гласаа за референдумот. 685.000 гласаа за референдумот. Значи да се смени името на државата. Дали беше така или не беше? Колку е 685 по 2? Дали имало некојаш гледаш, ево сега пример. 1360 колку. Така, нека имат референдум. Што мислиш? Дали ќе соберат тие 685.000? Никогаш ИСО нема да ги соберат. Нема шанса да ги соберат. И тогаш, ако имат, нека имат референдум, пример. Ако имат појќе од 685.000, да ми ги даеш ти ИСО сите ливчиња, јас ќе ги изедам јавно кај чинарон во Охрид. Пред сите граѓани на Република Северна Македонија. Благодарам. Поздрав до вас, до слушање. Повелете, добар ден, кој ни е следен. Добар ден. Повелете, добар ден. 20 секунди ми треба, нема да вреđам никого. Кажете, да. Многу добро ве разбрав што значи фирум промена на име. Очекував дека ќе се доизразите тоа што го кажав како новинар, дека референдумот ДИК го прогласи неуставен. Така? Добро. И ги зеда 8 пратеници од ВМРО и СДС направи тоа што направи. Така? Добро. Тоа него да објасните вие како новина, не? Добро, мојот став се надам фактографски мислам дека да не сакам време. Да, добро. Да. Не разбирате? Дали беше ова точно, што ќе бараме друг референдум? А овој земја, ако што сум јас од Кривогашци и тој од Крушево, ако мислише на мене, па бога ми, јас тој човек не знам дали седи пред сите телевизии и ја се јавувам, ама се срамам. Доста е време. Така, ви благодарам. Поздрав, повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав, се слушаме. Ви благодарам. Секако да повелете со задоволство. Вака Исо. Јас бев еден од тие луѓе кои што бев излажен и излегов на референдумот. Да кажам наискрено што во душата ми стои. Тоа заедно го направи од неискуство. Големо неискуство имавме Исо. И така се случи глупост тоа невидена. Ние требаше тоа да го направиме. Меѓутоа со еден друг договор да влеземе во Европа. Не само во НАТО. Неискуството наше на политичките лидери тоа ни го доведе. Меѓутоа и да има референдум. Еве нека биде успешен референдум, дека не ги сакаме во уставот да ни влезат бугарите. Што, зар Европа ќе го измени тоа? Не. Готово више грешката не ни се исправа. Да и понатамо да не одиме со слични грешки. Да и луѓе свесни бидете, меѓутоа овде гледам многу бугарофилски симпатии кои имаат луѓе. Не ги интересира Македонија. А мене ме занима едно исто Македонија. За мене ни Северна, ни Фирум, јас сум Македонија. Кратко и јасно и со тоа е. То се однесува за еден пензионер кој се јави бара процентуално. Само тие знаат да јадат. Земаат по 50-60 хиляди денари или пензија, не земат еден административен неработник. Па само тие ќе изгубеле една илјадарка. Се договори, кажа сите дека линеарно и готово. Па нека изгубат една илјадарка на 60 хиляди денари. Страмота е толку лаковост да имаат. Тие само ќе јадат, а некој ќе јаде лепи и сол или лепи и паштета. Каков народ сме Исо, просто да се чуди човек, лакомоста наша и таа лоша енергија, себични само за себе. Па затоа се поиграваат сите со нас. Затоа така не сметат нас толку ниски. Благодарам, ве поздравувам. Добро, во врска со уставните измени, значи независно дали се однесуваат за ова, она што го загатнавте, токму и беше спомнато и денеска во емисијата во ТЕК. Прашањето право на избор, устав како највисок акт на една држава. Но, значи, на што? На внатрешното уредување.
Да не се однесува на односи на дворешни или уредување на некои други држави. Значи, тоа е она организација внатре, во домот. Како вие ќе си ги организирате работите? Па затоа велам, независно за што станува збор. Апсолутно, нека и нешто, што знам, да се смени во Уставот, ставете дека од ЕУ ќе добивате месечно милиони евра. Па прашањето е повторно на избор. Не сакам да ставам, ако не сакам, не ми врши притисок. Ама да ви даваме пари, ставете дека ќе примате пари од нас. Има ли, значи, државата право на избор? Тоа се велам внатрешни работи за внатрешно организирање. Особено ако има суверенитет, интегритет и така натаму. Тоа е тоа. Мене ми стои таков распоредот во домот и ако се договориме внатре каде шифонjerот да се стави, каде телевизорот, ќе го направиме тоа. А ако не, што има да ми кажува соседот? Каде да го ставам или поместам? И што да имам во шифонjer? Значи, затоа велам, дури апсолутно без да влегуваме во тоа за што станува збор. Ајде да ви кажам во спалната соба како да направите распоред. Како ми кажеш ти? Како, од каде дрскост ти? Како толку немаш... Ако имаш толку пристојност, воопшто да знаеш дека не треба го спомнуваш тоа, јас да ти кажам тогаш. Не се занимавај ти со мојата спална соба. Ама јас за добро да ти кажам, не ми кажувај добро. Тоа е дрско и непристојно и јас си знам најдобро. Таа смисла, значи, право на избор. И види го па се лути после, а не уште и не со сила. Не се преговара за тоа, ќе ги смениш тапетите. Ма нема што, значи, во таа смисла право на избор. Па уште, па види, добро правиме за да се ускладело со ова. Па усклади си го ти домот твој таму. Тоа е тој принцип на ускладување, секој ускладува. Трамп ускладува сега негови принципи, ете, да ги средиме овие таму. На народот исто, порака. Дигнете се сега против тие. Па утре седнете и така натаму. Така да тоа е токму, значи да се ускладиме како во тие исто западни емисии, ток-шоа и слично, па во студијата имаат и кога аплауз да биде, кога да се насмеат и така натаму, затоа што нема содржина никаква. Па не знаат спонтано ни дал да се насмеат, ни дал да се караат, ни ништо. Туку ќе им се запали горе во студиото, аплауз, добро сега. Ти нема ништо содржински. Така да во таа смисла зборувам, чисто, значи, особено од аспект уште повеќе. Интегритет, суверенитет и така натаму на една држава. Што е, значи, Уставот? Тоа е тој конститутивен елемент, тоа си го прави внатрешниот, не знам, во зграда, куќниот совет. Не може некој друг од надвор да му дојде да смените сега во зградата, од каде сте вие? Па за добро ви кажам, оставете, ние си имаме тука наша автономија и интегритет, што како си се организираме. А ако не сме автономни и суверени, туку зависиме од тие надворешни закони, тогаш ни дојде закон. Со закон сега на нашата држава, вие да го смените куќниот ред. Повелете, кој ни е следен? Ало. Добар ден, се слушаме. Поштовање, господин Исто така, повелете, да, добар ден. Поздрав до тој господино што си призна дека гласал тој за промена неме. Па ич нека не се јавува, нека не се срами. А полека сите гледачи што се ги покажуваме прљавите алишта. Само јас не ги кривам гласачите. Ги кривам ВМРО-вците кога се гласаше во парламентот. Требаше тепачка да избие меѓу парламентарците. Не требаше да дозволат џафери да читат промена за устав или за ована. Ја ги кривам пратениците. А сега ние, нашите пратеници што сме тука, па полека сите ќе кажуват, јас се излажав, гласа ми е криво. Што ти е криво, бе, пријателе? Тоа најголемо предавство е случено, поголемо предавство и од времето на Вачо Михайлов и на Александров и све името. Затоа не ги кривам овие што гласале, тие 640, 50, колку се. Ги криваме претениците. Не требаше да дозволат ВМРО-вците. Или нив им беше важно фотелјата само. А ако треба ќе се истепат како што гледаме по другите парламенти таму за некои прашања, некои закани. А што протестира само ќутја на страна ВМРО-вците. Пак ќе речем додека има некоја секунда. Све дека се овие три партии на власт, ВМРО, СДС и
дуи вреди исти се тие. Паметот не е за Македонија. Македонија нема да оди напред. Ако сакаме да си вратиме името, а можеме, како не излажа Мицковски да гласаме за само да се стави еден референдум, што кажува пријателот, нема да излезе често. Ќе видиме кој е за Македонија, кој не е за Македонија. Пушта жал на Македонија, напред нема да оди со овие три партии, со овие парламентарци. Биде им поздравен, све најдобро. Поздрав до вас, благодарам, повелете, добар ден. Здраво, Исто. Здраво, се слушаме, повелете. Здраво, викам, здраво. Да, и јас возвраќам, здраво, повелете. Преска нешто пукна линијата, што бе... Ете, да, јас и ве поканив да се јавите повторно, сега се слушаме добро. Одлично, повелете. Да не зима многу време, сакам да довршам мислата. Тука за овој наш терен, тука немам што да кажам, бидејќи се знае кој е главен играч тука, кој диригира ноти, кој пише, кој компонира све. Тоа е Америка и бандата околу неа со Британија на село. Вака, сакам да кажам за курдите. Добро. Значи им даде автономија во Ирак, не го уништија Ирак онака како што е, без морал држава која фактички со сила постои, како Сирија. И сега им дава ама автономија. Не е повеќе од автономија. Да им рече Садам Хусеин, ќе ви дам држава. Не, автономија, достави. Повеќе не. Нешто мрднат турчинот им ги пушта да ги лупа тамо. Сега, истото тука и на Балканот го прави со, да речеме, нашите драги тука со жители, да ги кажам со еден форе рампами. И секогаш ќе ги има за нестабилно подрачје тука, да може да прави што така. Тоа е амерички начин на владење. Значи, завади па владај и у секој време си имаш полтронче и меќерче кој ќе ти ја врши работата. Ајде, поздрав. Поздрав, благодараме те, добро функционираше. Сега повелете кој ни е следен, добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Да, повелете. Исо. Кажете да. Пола реченица морам. Тој што се јави од Кривогаштани, човекот не се однесуваше за него. Се однесуваше за еден што се јавува од центарот на Македонија. Зборуваше пред мене. Зато тој од Кривогаштани, ако сметате дека за него, јас му се извинувам, за него не се однесува. Добро. Се однесува за тој центарот на Македонија, што стално зборува за бугарите. Така да човекот многу убаво зборува и го ценам, го почитувам. Убаво кажам, а не знам зашто, како лошо ме разбрал. Така. Толку сакам да кажам. Добро ви благодараме да ги разјасниме работите и да имаме време за уште некого, повелете да го искористиме. Добар ден. Добар ден, Раде Василев. Господин Василев, ве поздравувам, повелете. Овака, јас во оваа слободна тема би сакал да ја искористам, да го потсетам премиерот Мицковски, да ги погледа одние снимки од кампањата што ги води предизборната кампања, што се обеќаше. Од негова страна и од целокупното ВМРО. Ако не се сеќа, јас ќе го потсетам сега. Дека обеќаше, ако дојде ВМРО на власт, ќе се бори за работникот да има достоинствен живот и подобри плати. За жал, еве скоро 2 години помина работникот не да има подобар живот, него напротив, се полоши. Сите добија некакво покачување, просвета, здравство, јавна администрација, работникот беше оставен на милост и немилост. Самите работници и работодаваците се договорат. Ако се договорат тие што ќе се договорат, тоа владата прифаќа. Ако се договорат тие сами, зашто му е владата? Што ќе прифаќа владата? Ако се договорат работниците и работодаваците. Али жал тоа никош нема да се договорат. Овие наши новопечени газди се толку алци што сакат и овој минималец да го намалат, а камо ли да покачат на нагоре. И покрај тоа што им се дадоа малтене бесплатни сите фабрики со онаа фамозна приватизација. И покрај тоа што секоја влада зима скапи кредити да го помогне стопанство да развива подобро, а со тоа да добивате работниците подобри плати. За жал нема фидбек, нема повраќај кај работниците. Парите останува само кај газди. А работниците со нивниот труд, со нивниот грб
оној висок на доход што го ствараат, се изнесува надвор од нашата држава. Немаме тука проширена репродукција од овие наши компании. И тоа го изнесувате вназад, ако се вратиме, нашите премиери, Лопчо Ѓорѓиевски, Груевски, Заев, ќе видиме и ови што ќе направат. Значи, оставене работникот на милост и немилост сега со ова поравнување, ова не е покачување, ова е поравнување. Да, усогласување, апсолутно. Усогласување, 26.006. И со гледам, поминало времето, ова тема има многу за зборување. Благодараме те да сме тука заедно и во иднина, ќе дискутираме. Здравје Боже, ве поздравувам, повелете кој ни е следен. Господин Исо, добар ден. Да, повелете, ве слушам, добар ден. Може ли една реплика, ако ми дозволите? Кажете секако, да, повелете. Види, господин Исо, сакам да се однесувам човечки, сериозно. Да, ја си предпоставив, да не препознав дека сте вие веднаш. Секако, да. Повелете. Вака да му кажам на господинот. Јас никогаш не сакам да реплицирам, да си ги почитувам. Знам, и јас укажувам да не доаѓаме до ситуација за реплика. Значи ставот него, господин Исо, јас го почитувам, дека Македонија сака ваква да биде таква. Меѓутоа, јас кажувам мојот став дека Македонија, како што сака тој, не можела да биде. Бидејќи беше во фирм, значи јас не го навредив. Не реков дека ќе се копа дупка, дека ќе се закопува некој таму како Да, не затоа реков да. Господин Исо, тоа треба да го спречите, не е добро. При мене е добро како водител е цена. Меѓутоа, за да се дозволи тоа, јас не му се Не, апсолутно, во право сте, јас и сака, господине, тој јас ти му кажам и телефонски број, ќе кажам 2 броја телефонски. Ако сака и нека ме слушне. Јас ја кажувам мојот став. Јас сакам повеќе од него да биде на Република Македонија и секаде во светот да биде само Република Македонија. Меѓутоа тоа господин Исо, тоа го преговараа сите 27 години. И ВМРО, и Горна Македонија, и Република Македонија Скопје. Зошто преговара ако не сакаа да преговара? Јас да ви кажам, треба да ме разберете сите, не вие како водител. Да. Сите што слушаат, треба да разберат дека нешто што се случило морало да се случи. Ако не морало, зошто е 2 години е Мицковски на власт, велеше дека ќе го врати името. Зошто не го врати? Ако некој не морал да го направи тоа, го слышал, немало да го направи, апсолутно, ако можело да се врати. Референдумот, 600.000 луѓе испадна, 630 не е битно. А сега ако испадне референдум, како може 2 пати за исто прашање референдум кога? Зошто го бойкотираа? Јанко Бачев и ВМРО го бойкотираа. Значи треба да разберете дека тоа што мора и готово. Поздрав. Благодарам ве, поздравувам. Не се тревожете, секако и еве уште еднаш, секако исто повикувам, укажувам да не, веќе сме на крајот од емисијата, да немаме какви да е споредби, повикувања кои укажуваат на насилство, ксенофобија, говор на омраза и така натаму. Секој секако нека си го изрази својот став. Еве јас ќе го кажам мојот став, ова што рековте сега, пак повеќе оди во насока на она судбинското, што велите морало така да биде, ако не морало, тогаш не би се случило. Се случило затоа што требало да се случи. Да можело да не се случи, не би се случило. Но тоа е, велам, тогаш се е запишано и што и да правиме, ние не може да го смениме, морало така да биде. Со други зборови, значи тоа е судбината. Ако паднал авионот, се молеле ние или не, тој морал да падне. И не можело да не падне, затоа паднал. Но ние мислиме сепак дека ги имаме работите во своји раце и дека одлучуваме, и затоа треба да бидеме и внимателни и грижливи и да не се изложуваме туку така на безбедност, а потоа ако нешто се случи, па морало да биде. Ние да го направиме нашето, како велат, кој се чува себе си, Господ го чува. Кој се чува себе си и државата и така натаму. Во секој случај чувајте се, бидете добри, нека има на среќен 8 март на сите дами и нека го дадат навистина и примерот со поракат дека од нив почнува, а ние треба да го следиме тој пример, да бидеме рамноправни сите меѓу себе, подеднакво почитување да имаме и соработка и токму да покажеме дека ги имаме работите во наши раце. И тогаш ќе видиме дека и оди се на подобро. И ќе констатираме, па и можело да биде така, а и морало да биде. Штом ни е подобро, не можело да ни биде полошо. Ви посакуваме таков да ви биде и предстојниот викенд. Довидување.